Ке мрдне ли диалогот помеѓу владата и синдикатите од мртва точка? Владата по кој знае кој пат најавува дека работи на системско решение за утврдување на методологија за раст на плати, која всушност предвидувала минимален пораст, но од 2028. Ваквото решение за синдикатот е неприфатливо, зашто рокот е предолг да се чека за покачувањето да стане реално. 20.250 денари кои зимаат во моментов, со нивната методологија истите ќе зимаат 26.300 денари, но во јануари 2028 година. Тоа за нас е тотално неприфатливо, бидејќи согласно нашите методологии баравме од прилика ова зголемување да биде уште првата година, а понатаму да растат платите согласно она што ние како методологија за порасти на минималната плата, односно да се пресметува овој пат оваа плата во јавниот сектор по основната бруто плата просечна во државата. Повеќе од година и половина ресорните министри даваат изјави дека бараат системско решение кое никако да излезе на виделина. Вице-премиерот за економски прашања синоќа во телевизиско интервју посочи дека немал магично стапче да ги реши проблемите за 24 часа, ама очигледно не може ни да го реши проблемот кој трае повеќе од една година. Битики дури и ги обвини синдикатите дека ако не штрајкувале минатата година, ќе имало решение. Во меѓувреме, пак најава од власта, економско-социјален совет најверојатно ќе имало наредната недела. Синдикатите се скептични дека власта ќе го слушне нивниот глас и дека ни за една година нема да ги приближат ставовите. Додека го најдеме системското решение, потоа ќе влеземе во некое предизборие, во кампањи, во еден, како да го кажам, запрен процес за преговори додека не бидат изборите и сето тоа така само се купува на време од нивна страна, што до сега се покажа дека не бродува со плод. Не може по цена на еден регрес за годишен одмор да треба толку да попуштиме во преговорите и да немаме никакво, би кажал, зголемување на платите, зашто ова е испод природно зголемување на платите него што сме го имале досега, за да го потпишеме тој општ колективен договор за јавен сектор. Додека владата очигледно не сака да го слушне гласот на администрацијата, јавниот сектор се крена на нозе. Вработените во УЈП најавија дека ако не добијат покачување за 30%, од 27 јуни ќе стартуваат со генерален штрајк. А за повисоки плати, минатата недела на предупредувачки протести излегоа и царинските службеници.